Бразилската председателка Дилма Русев го загуби клучното гласање во долниот дом на парламентот за нејзин импичмент. Сега се чини дека таа ќе мора да ја напушти функцијата, потек кој би водел до крај на 13-годишното владење на левичарската работничка партија. Илјадници про и анти-импичмент протестанти демонстрираа пред зградата на Конгресот, кога опозицијата успеа да обезбеди двотретинско мнозинство, потребно да се испрати барањето до Сенатот во врска со Русев и обвинувањата против неа дека манипулирала со буџетските сметки. Доколку Сенатот во почетокот на мај изгласа со просто мнозинство импичмент, председателката Русев ќе биде суспендирана од нејзината функција. На нејзино место ќе дојде подпредседателот Темер. Ако се докаже нејзината вина, тогаш Темер ќе остане председател на Бразил до 2018 година. Битката за импичмент дојде во време на најголемата рецесија во Бразил од 30-тите години на минатиот век. Оваа битка ја подели земјата, која има околу 200 милиони луѓе, најдлабоко по крајот на воената диктатура во 1985 година. Таа исто така предизвика жестока борба меѓу 68 годишната Русев и 75 годишниот Темер и се чини дека би можело да го турне Бразил во повеќемесечна политичка криза. И покрај растечката невработеност, работничката партија на Русев може да смета на силна поддршка меѓу милионската работничка класа во Бразил, која кредитира од незините здравствени програми и од излекувањето на сиромашните од беда. Битката продолжува сега на улиците и во Сенатот, вели Жозе Гуимареш, лидер на работничката партија. Анкетите покажуваат дека над 60% од бразилците го поддржуваат импичментот на Русев, првата жена председател на Бразил. Иако таа не е обвинета за корупција, незината влада беше поврзана со скандал во државната нафтена компанија. Импичментот испраќа јасна порака дека политичарите во оваа земја треба да бидат чисти, вели Алесандра Дантас, 28 годишна социјална работничка. Битката за импичментот ги парализира активностите на владата во Бразилија само на неколку месеци пред Олимписките игри во Рио де Жанеиро и во време кога се појави болеста Зика, која е поврзана со неправилен развој на главите на новородените деца. Како и да е, бизнисмените не се толку загрижени за отстранувањето на Русев, наведувајќи дека незиниот наследник Темер ќе успее повторно да ја заживее деветата најголема економија во светот. Според нив, Темер ќе спроведува послободна пазарна економија и ќе го отвори клучниот нафтен сектор во земјата. И додека Русев лично не е обвинета за корупција, повеќето од пратениците кои гласаа за незината судбина се. Според невладината Конгресо Енфоко, над 300 пратеници се под истрага за корупција или за изборни измами.